Членовите на Советот за развој на Источниот Плански регион денеска во туристичкиот инфоцентар на Пониква ја одржаа втората седница на која е усвоен записникот од 34-та седница одржана во Карвинци, како и извештајот од конститутивната седница на која е верификуван новиот состав и за претседател избран градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Градоначалниците кои имаат подготвено собствени елаборати за проектни активности за наредната година дискутираа за листата на предлог проекти за развој на Источниот Атлантски регион во 2018 година за кој веќе е определен буџетот. Јас навистина сум изненадена од предлог проектите во позитивна смисла, кои што беа доставени од страна на 11 општини. Има навистина квалитетни регионални проекти. Меѓутоа морам да кажам дека буџетот на тие проекти, збирно ако се земе, поднесени са 18 проекти. Буџетот изнесува некаде повеќе од 3,5 милиони, односно околу 4 милиона евра. Навистина импозантна цифра, меѓутоа согласно буџетот кој што го има определено Министерството преку Бирото за регионален развој, нашиот регион учествува со процент од 11,3% од вкупните средства, што представува некаде околу 23 милиона денари и нормално со еден резервен проект да очекуваме дека преку заштедите кои што ќе ги добиеме во електронската аукција, дека ќе може да се isfinansира до 30 милиони денари. Сите општини имат поднесено техничка документација со сите пропратни елаборати кои што треба да ги има општината и ние како центар по донесување на одлуката кои 2, односно 3 проекти би се финансирале, ќе мора да пристапиме за кратко време во изработка на апликациите и истите поднесување до бирото најкасно до 15 декември оваа година. На дневен ред на Советот за развој на Источниот Атлантски регион беа и неизмирените обврски на општините согласно договорот за соработка склучен помеѓу МЛС и ЕЛС и обврски согласно договорите за заеднички реализирани проекти. Се работи за цифра која што не е за подценување и која што може да го доведе во прашање опстанокот на центарот, односно неговата финансиска одржливост. Овде пред се мислам не само на обврските за тековно работење, кои што изнесуваат некаде околу 2 милиона денари од сите 11 општини. Овде мислам пред се на големите обврски што општините ги имаат по основ на кофинансирање на проекти, односно заедничка реализација на проекти, каде што центарот е носител на проектот, каде што центарот обезведува финансирање на тој проект, а општините учествуваат со свој процент во кофинансирањето. Во однос на тековното работење, јас и претходно имам кажано дека најсимптоматична и најтешка е состојбата со општина Делчево, бидејќи обврските не се измирени од 2013 година. Меѓутоа центарот како правен субјект на тој дел не можеше да покрене законски или правни процедури за заштита, од причина што потписник на договорот е Министерството за локална самоуправа, односно министерот со соодветните градоначалници, тоа е билатерален договор, значи. Меѓутоа еве на состанокот последен што го имавме со градоначалникот на општина Делчево, тој ќе се обиде навистина постепено, етапно да ги измирува обврските, за да може и општина Делчево рамноправно да учествува во поднесувањето на предлог проекти и финансирање од националниот буџет. Градоначалниците ја усвоија листата на представници од општините за учество на обуки во рамките на програмата за зачувување на природата во Македонија, втора фаза.